Горештините почнуваат, а со тоа и ризикот по здравјето. Сите кои одат на работа треба да се заштитени, зашто горештината знае да биде немилосрдна. Според Сдруженијето за заштита при работа велат дека во периодов покрај основните безбедносни и здравствени мерки од работодавачите треба да се прилагодат и условите при екстремно високите температури. Најбитното е во затворен простор кога се работи во работилници, канцелари, магазински простори, просторот да биде климатизиран, да се носи лесна памучна облека, да не биде синтетичка која поти не да убаво да диши организмот и да се користи обавезно газирана вода во периодот на тој жежок период на работа. Покрај ваквите услови неопходни се и систематските прегледи кај работниците кои ја отсликуваат здравствената состојба на работникот во време на работниот процес, а со тоа го штитат него, работодавачот и компанијата. Има работници кои работат со договор на дело, работници кои времено се земат, меѓутоа систематските прегледи сега не се скапи, превентива треба да биде првен систематскиот преглед, потоа лесната облека и обезбедување на вода за пиење. Оние кои работат на отворено, како рударите, земјоделците, градежниците, се први на удар од временските услови, па затоа неопходно е да им се обезбеди разладна просторија, каде во текот на 8 часа ќе одмараат неколку пати. Најголемиот проблем е посебно кај помалите компании, па и градежните скоро сите компании, значи не сакаат поголем број на вработени да имат во самата организација, затоа што тој празен период кога е паузата мора некого да го замени во тој период, меѓутоа тука па последиците на самата фирма се потешки, затоа што секој заболен работник негативен ефект има на работата во работната организација и затоа викаме порано подобро да се спречи отколку да се лечи. Колку повеќе се штеди на работна сила, дотолку повеќе на долгорочен план, екзистенцијата на фирмата како квалитетна и конкурентна на пазарот е загрозена.